4, 3, 2, 1. Ги прогласуваме Плазма спортските игри на младите во Прилеп за отворени. Според мене, ова е вистинскиот чекор како Македонија се приближува до Европската Унија. Плазма спортските игри, 30 годишна традиција, од оваа година и во нашата држава, во Македонија, и токму и во Прилеп. Ништо не поминало без да биде Прилеп вклучен во нештото. На добра волја, со помош на Советот, донесовме одлука, партиципиравме во овој настан и може да забележите, ги покануваме ве сите ако излезат овие изјави да дојдат да ги видат овие спортски игри, навистина детската радост и надпреварувачкиот дух кој што треба да го градиме за да направиме подобро општество, ги имаме денес тука. Огромна благодарност прво до премиерот кој што направи заложби овие игри да ги донесе овде во Македонија. Особена благодарност до претседателката Елена Мицкоска, која што еве на некој начин е потесниот организатор на се ова што се случува, до партнерите од Хрватска и Прилеп би сакал, и јас како градоначалник лично, овие игри да останат традиционални, децата да разберат што значи да се надпреваруваш и во повисоки рангови, да се излезе во Европа, да се видат квалитетите на нивните другарчиња од другите држави, особено од оние кои доаѓаат од европските земји, и да направиме онака како што заслужуваме. Ние сме центар на Балканот и центар на Европа, можам слободно да кажам, а тоа најдобро би го представиле преку спортот. Нашите спортисти нека бидат идните амбасадори на Прилеп, идните амбасадори на Македонија. Честитки до комплетната организација и како што реков, нека прерасне во традиција. Добар ден и од мене. Најнапред се радувам што денеска денот на спортот е токму во градот Прилеп, градот кој што навистина вложува во спортот, како што напоменав, особено во училишниот спорт. Станува збор за Плазма спортските игри за млади. Одлично прашање. Прашавте за зашто токму 30 години Македонија чекаше да биде дел од Плазма спортските игри за млади. Јас се радувам и го поздравувам премиерот кој што го препозна овој проект, кој што е најголемата аматерска светска организација за развој на млади, затоа што знаеме дека спортот обединува, спортот не прави подобри личности, а сето ова го возможивме во интерес на децата, да им овозможиме, се разбира да имаат право подеднако да учествуваат, без разлика дали се спортисти или не се спортисти, без разлика дали доаѓаат од урбана или рурална средина, без разлика дали се момчиња и девојчиња, и сето тоа да го добијат бесплатно благодарение на владата на Република Македонија. Целта на овие игри се покрај она што ние го посакуваме да поттикнеме и да промовираме спорт, да изградиме на вистински личности, можеби ќе поттикнеме некои од учениците да продолжат да се занимаваат со спорт, да бидат амбасадори на нашата држава, се разбира во иднина. Тука сме да поттикнеме ферплеј, да поттикнеме еднаквост, толеранција и дружење. Пред се сакам да изразам една голема благодарност пред градоначалникот на Прилеп за оваа организација, за Елена Мицковска кој што неизмерно се бори и направи ваков еден чекор за овие млади деца да ги направат првите спортски чекори бесплатно во сите градови на Македонија. Јас нормално кога бев на нивни години немавме вакви организации и ова е еден плюс за самите деца. Пред се ќе се развиваат како спортисти, ќе учат јазици, ќе шетаат надвори од Македонија. Генерално за ракометот исто така е добро што можеби некои од ваквите деца ќе ги направат првите чекори во ракометот, ќе се пронајдат себе си, што е битно многу на овие основно школци што се. Имавме чест исто училишните игри што организираа светски училишни игри во Македонија. Ракометот покажавме дека е број 1 со освоењето на златната медалја на тие светски училишни игри. Јас како селектор имав чест нормално да ја освоам таа прва медалја во ракометот. Морам да ги пофалам и девојките кои што беа второ место. Направивме еден успех, ги поттикнавме тие млади што беа на трибината на финалните утакмици да почувствуваат таа атмосфера во ракометот, и најбитно од све би завршиле треба да се продолжат. Значи, ако ова застане само како еднаш, значи џабе сме правили. Ова треба да биде на традиција, без разлика кој ги организира. Значи, ова треба да има еден континуитет, затоа што денеска бев стварно изненаден колку деца дојде во Прилеп и позитивно, иако не е моја бранша ова, јас сум тренер и уште еднаш ќе изразам на благодарност до градоначалникот и до Елена за ваквата организација во Прилеп и да продолжа така. Како се станува успешен спортист? Како една препорака на млади? Па успешен спортист, да.
пред се млад спортист успешен се станува со многу трпение и дисциплина. Значи дисциплината е на прво место и да бидат трпеливи. Затоа што успешен спортист инстант не се станува, значи тоа е еден голем процес и пред се оваа генерација на деца има доста услови него што сме имале ние. Нормално е тоа. Сега имаме и социјални мрежи, имаат услови, имаат вакви игри и пред се треба да бидат гладни, дисциплинирани, трпеливи за да успеат на врвот. Нормално е дека континуитетот во ракометот, во машката селекција кој што има на светски и европски првенства им дава поттик да самите деца да почнат да тренираат и би кажал дека